Шефот на владата е на вистинското место, онаму каде што се лобира за поголема поддршка, онаму каде што е најголемото влијание на светските политички елити. Председателката Гордана Силјановска-Давкова ја поздрави посетата на Христијан Мицкоски на Вашингтон, бидејќи делегацијата таму остварува средби со клучни актери и фактори во креирањето на американската политика. Лоби групите во Соединетите Американски држави имаат најголемо влијание врз креирањето на политиката. Ретко сме имале прилика, еве и ние, да познаваме клучни актери и фактори во креирањето на американската политика. Честите патувања во САД на македонската делегација предводена од Мицкоски според Силјановска-Давкова влеваат надеж дека земјава ќе има поголема поддршка и на патот кон Европската унија. Во врска со блокадата од Бугарија, председателката им порача на европејците да спречат билатерализација на процесот и да се насочат кон европските вредности и копенхашките критериуми. Јас им оставам на европските лидери да пронајдат креативно решение за да ни го овозможат она што го бараат секој ден за сите држави. Почитување на идентитетот, национален, културен. Председателот на МАНУ Живко Попов гледа со оптимизам на владината стратегија за уставни измени со одложено дејство, како инструмент за надминување на спорот со Бугарија. Сметам дека тоа е одлична политичка идеја. И не гледам зошто нашите соседи на тоа гледаат како на нешто за кое не треба воопшто да се дискутира. Тоа е една многу, да кажам, интелигентна идеја. Фактички ќе биде испорачано она што они го очекуваат од нас, со тоа што ќе добие дејство во моментот кога ние ќе влеземе во Европската унија. На средбата во МАНУ Попов и Силјановска-Давкова разговарале за сите активности кои ги презема академијата, потребата од стратешки пристап кон предизвиците со кои се соочува Македонија и поголема соработка помеѓу академиците и државниот врв, со цел напредок на земјава во сите клучни области.